Како се движиме кон крајот на баш ме заболе, веројатно ја станувам поуморна, затоа што верувате ми дека иако не ги постирам видеата со таков интензитет, ги читам со многу поголем за да си бидат спремни и се разбира кога вие ќе правите интерес да ги имате на овој YouTube канал. 7-то поглавје е она што ќе го читаме следно: неуспехот е вистинскиот пат кон напред. Уживајте. Кога ви велам за себе дека сум имал среќа, навистина го мислам тоа. Факултетот го заврши во 2007 година, токму на време за да го фатам финансискиот колапс и големата рецесија, пошто се обидував да барам работа во најлошото време за такво нешто во последните повеќе од 8 години. Околу истиот овој период дознав дека цимирката ја нема платено киријата за последните 3 месеци. Кога и го предочивме ова, таа се расплака и за секогаш исчезна од нашите животи, оставајќи мене и другиот цимер да ги покриеме сите трошоци. И така, и кажав збогум на заштедата. Следните 6 месеци ги преживеав на каучот на еден пријател, работејќи се и се што за да врзам крај со крај и обидувајќи се да се задолжувам колку што е можно помалку, додека да најдам вистинска работа. Кога велам дека сум имал среќа, тоа е затоа што кога влегов во светот на возрастните, јас всушност почнав од дното. А токму тоа е она што сите се плашат најмногу подоцна во животот, кога ќе се соочат со почнување нов бизнис или со менување кариера или со давање отказ од некакво ужасно работно место, додека јас сето тоа го искусив уште на почетокот. Па така, поради ова нештата можеа само да се подобруваат. Како што ви велам, сум имал среќа. Кога спиеш на смирисан јапонски душек и броиш ситнеш за да видиш дали имаш доволно за да јадеш во Макдоналдс таа недела, а при тоа си испратил 20 кратки биографии без назад да добиеш ниту збор, пошто почнуваш свој блог и некаква глупава работа на интернет, тогаш тоа и не звучи многу страшно. Ако кој било проект што ќе го почнам испадне неуспешен, и ако што и да напишам остане непрочитано, така само ќе се вратам точно онаму од каде што и сум почнал, така што зошто да не се обидам, нели? Она што се нарекува неуспех е самото по себе релативен концепт. Ако моето мерило за успех беше тоа да станам револуционер, анархокомунист, тогаш мојот целосен неуспех да заработам што било во периодот помеѓу 2007 и 2008 година, ќе го сметав за невиден успех. Ако пак, како што е случај со повеќето луѓе, моето мерило беше едноставно да ја најдам првата сериозна работа со која што ќе можев да си ги плаќам сметките по завршувањето на школувањето, тогаш навистина бев што се вели пропаднат случај. Пораснав во добро ситуирано семејство. Парите кај нас дома никогаш не биле проблем, токму напротив. Парите во моето добро ситуирано семејство многу почесто беа употребувани за избегнување проблеми отколку за нивно решавање. Повторно ќе речам дека сум имал среќа и во однос на ова, затоа што токму ова, уште како многу мал, ми покажи и ме научи дека заработувањето пари, согледано посебно, представува едно лошо мерило за успех. Видов дека може да заработуваш многу пари и да бидеш несреќен, додека од друга страна може да немаш ни скршена пара, а да бидеш сосем среќен. Па од тука, зашто би ги користел парите како мерило за тоа колку вредам? Наместо тоа, јас за моје мерило за вредност одбрав нешто друго. Ја одбрав слободата, автономијата. Од секогаш ми се допаѓала идејата да станам предприемач, затоа што никогаш не сум сакал некој да ми кажува што да правам и секогаш сум предпочитал да ги правам нештата онака како што мислам дека треба да се направат. А тоа да работам на интернет ми се допадна затоа што можев да работам од каде било и кога било. Така тогаш си го поставив следново едноставно прашање. Дали попрво би заработувал повеќе пари, работејќи некаква работа што ја мразам, или пак да се обидам да станам предприемач на интернет и да сум некое време без пари. А одговорот ми дојде мощно, брзо и јасно. Она второто.
Потоа си го поставив следново прашање. Ако се обидам во ова нешто и ако за неколку години се покаже дека не успевам, пошто ќе немам друг избор, освен да најдам друга работа, дали тоа навистина ќе значи дека нешто сум изгубил? Одговорот беше не. Во таков случај, наместо 22 годишник без искуство, без работа и без скршена пара, ќе бидам 25 годишник без искуство, без работа и без скршена пара. А тоа и не е некаква кој знае каква разлика, нели? Имајќи го ова на ум, тогаш за мене поим за неуспех стана тоа да не го следам она што сум го наумил. Не тоа што немам пари, не тоа што преспивав на каучите кај пријатели и кај членови на семејството, што продолжив да го правам во поголемиот дел од следните 2 години. И не тоа што немам што да напишам во кратката биографија. Парадоксот успех-неуспех. Кога Пабло Пикасо бил веќе стар, имал обичај да си седи во една кафетерија во Шпанија и да си чкртка по употребените салфети. И тој тоа си го правил слободно и небрежно, цртајќи си нешто што ќе му се видело интересно во дадениот миг, исто онака како што тинејџерите цртаат пениси по преградици и зидовите на тоалетите, со таа разлика што овде станува збор за Пикасо, така што наместо пениси исцртани по прегради и зидови на тоалети, во овој случај станувало збор за кубистичко-импресионистички ремек дела, нацртани над избледени дамки од кафе. Никоја жена, која седела близу до него, го гледала сето ова целата зачудена. Се извинувам, изгубив моментот до кај стигнав. Еве го. По неколку мигови, Пикасо го допил кафето и ја стуткал салфетката в рака со намера на излегување да ја фрли. Жената го запрела. Почекајте, рекла. Ке можете ли да ми ја дадете салфетата на која туку што цртавте? Ке ви платам за неа. Се разбира, одговорил Пикасо. Ке ве чини $20,000. Главата на жената истиот миг самата и се завртала наназад, како тој да фрлил со тула по неа. Молам? Па вие тоа го нацртавте за помалку од 2 минути. Не, господја, рекол Пикасо. За да го нацртам тоа ми беа потребни повеќе од 60 години. Потоа ја напикал салфетата в джеп и излегол од кафетеријата. Подобрувањето во што било се темели на илјадници мали неуспеси, а опсегот на твојот успех се темели на тоа колку пати не си успеал во нешто. Ако некој е подобар од тебе во нешто, тогаш веројатно се должи на тоа што тој постојано повеќе пати не успел да го оствари науменото од тебе. Ако пак некој е полош од тебе во нешто, тоа веројатно е така затоа што не минал ни сите болни искуства низ кои што си минал ти. Кога ќе си помислиш на мало дете кое се обидува да научи да оди, факт е дека детето ќе падне и многу пати можеби ќе се повреди, но детето никогаш нема да застане да си помисли: "Ох, па претпоставувам дека одењето не е за мене. Едноставно мене не ме бидува за тоа." Избегнувањето неуспех е нешто што го научивме. Нешто подоцна во животот. Сигурен сум дека голем дел од тоа потекнува од нашиот образовен систем, кој дава безмилосни оцени и судови врз основа на изведбите и ги казнува оние што ќе се покажат како полоши. Уште еден голем дел потекнува и од премногу заштитнички или критички настроени родители, кои не дозволуваат нивните деца да се зафркнуваат самите доволно често, па поради тоа ги казнуваат, поради тоа што се обидуваат со нешто ново и непознато. И на крајот, тука се и самите масовни медиуми што постојано не изложуваат надзвездени успеси на сите страни, додека при тоа во исто време не ни ги прикажуваат илјадниците часови упорно и здодевно вежбање неопходни за постигнување на таквите успеси. Во еден определен миг повеќето од нас достигнуваат известна позиција од која што се плашиме од неуспех, од каде што неуспехот инстинктивно го избегнуваме и се држиме само до она што е изложено пред нас или само до она во што сме веќе добри. Ова не стврднува и не вкочанува.
Можеме да бидеме вистински успешни само во нешто за што сме подготвени да доживееме и неуспех. Ако не сме подготвени за неуспех, тогаш не сме подготвени ни за успех. Голем дел од овој страф од неуспех потекнува од тоа што за себе сме избрале никакви вредности. Така, например, ако се проценувам себе си според стандардот да го направам секој со кој што ќе се сретнам како мене, несомнено ќе бидам анксиозен, затоа што така неуспехот 100% ќе се дефинира според действувањето на другите, а не според моето собствено действување. Јас ја немам контролата. Од тука, во таков случај, мојата самодоверба ќе се наоѓа во милост и немилост на проценувањето на другите. Ако пак, наместо тоа го прифатам начелото, треба да го подобрам социјалниот живот, можам и да продолжам да се придржувам до нешто до што веќе се придржувам, а тоа е да одржувам добри односи со другите, без оглед на тоа како другите се однесуваат кон мене. Мојата самодоверба се базира на моите сопствени образци на однесување и зависи од мојата среќа. Лошите вредности, како што во тоа имавме можност да се увериме во 4-то поглавје, подразбираат и видливи постојани надворешни цели што се надвор од наша контрола. Потрагата по нивно постигнување предизвикува голема нервоза. Па дури и ако успееме да ги постигнеме, тоа не остава со чувство на празнина и на безживотност, затоа што кога еднаш ќе ги постигнеме, веќе немаме проблеми што треба да се решаваат. Како што видовме, подобрите вредности се оние што се насочени кон процеси. Така, например, нешто како треба да се трудам да се изразувам себе си искрено во однос на другите, е едно начело за валоризирање на честноста, што никогаш не завршува во целост. Ова е проблем што постојано мора да се реактуализира. Секој нов разговор, секоја нова врска со себе понесува нови предизвици и можности за искрено изразување. Вредноста е постојан доживотен процес што му се спротивставува на завршувањето, на заокружувањето. Ако твоето начало за проценувањето на вредноста на нешто од типот успех според светските стандарди е да можеш да си купиш куќа и убаво возило, и ако потрошиш 20 години работејки за само да го постигнеш тоа, откако ќе се случи тоа, ова начало веќе нема што да ти даде. А потоа, слободно можеш да и посакаш добре дојде на твојата средовечна криза, затоа што само што си останал без проблемот околу кој се вртел целиот твој живот како зрел возрасен човек. И нема други можности што би ти овозможиле да продолжиш да растеш и да се развиваш, а сепак, токму развојот е она што донесува среќа, а не некаков долг список на минливи достигнувања. Во оваа смисла, целите, онака како што се тие конвенционално дефинирани, да се заврши факултет, да се купи куќа на брегот на некое езеро, да се ослаби 7 килограми, се ограничени на количеството среќа што може да ни го донесат во животот. Тие може да се покажат од помош при потрага по брзи краткотрајни погодности, но како предводници во поглед на целокупната траекторија во нашите животи, тие воопшто не чинат. Пикасо творел во текот на целиот живот. Ја почнал и 90-та деценија од животот, но и покрај тоа продолжил да создава уметност се додека можел, се до последните години од животот. Ако се водел според начелото да стане познат, или да заработи многу пари во уметничкиот свет, или пак да наслика 1000 слики, тој несомнено ќе стагнирал во некоја точка од патот. Ќе бил совладан од анксиозност или од сомнежи во себе си. И, веројатно, не би напредувал и не би бил иновативен во поглед на сопствената уметност, онака како што правел во секоја следна деценија. Причината зошто Пикасо бил успешен е истата причина што го дава одговорот на прашањето зошто тој, дури и како веќе стар човек, бил среќен додека си чкрткал по салфетки, седнат сам во кафетерија. Она што се наоѓало во основата на неговото мерило на вредности, било едноставно и скромно. И било бескрено. А би можело да се нарече искрен израз.
И токму ова е она што ја прави споменатата салфета толку вредна. Болката е дел од процесот. Во 50-тите години на минатиот век, еден полски психолог по име Казимир Дабровски ги проучувал преживеаните од Втората светска војна и како тие се справувале со трауматските искуства од војната. Се работи за Полска, така што нештата биле особено ужасни. Овие луѓе искусиле или биле сведоци на масовни изгладнувања, на бомбардирања што ги претвориле градовите во урнатини, на Холокаустот, на измачувања на воени заробеници и насилувања или убиства на членови на семејствата, ако не од страна на нацистите, тогаш неколку години подоцна од страна на советите. При проучувањето на преживеаните, Дабровски забележал нешто во исто време и изненадувачко и вчудовидувачко. Значителен процент од нив верувале дека воените искуства што ги преживеале, иако биле болни и навистина травматски, всушност придонеле кон тоа тие да станат подобри, поодговорни и во суштината дури и посреќни луѓе. Многумина, кога ги опишувале нивните животи пред војната, говореле како за сосема различни луѓе од оние што станале потоа. Неблагодарни и нелюбезни кон саканите, мрзливи и преоптоварени со беззначајни проблеми, со чувство на овластеност во однос на се што им било дадено, додека по војната се чувствувале посамоуверени, посигурни во себе, поблагодарни и имуни на минливите и беззначајни неповолности што животот ги носи со себе. Во тоа дека овие луѓе биле изложени на ужасни искуства, нема воопшто простор за сомневање, а преживеаните со сигурност не биле среќни поради тоа што морале сето тоа да го искусат. Голем дел од нив се уште страдале од емотивните лузни и белези што бичувањата на војната ги оставиле на нив. Но некои од нив успеале да соберат сила и да ја надминат преживеаната болка и така да се трансформираат на многу позитивни и моќни начини. И тие во овој поход не се сами. За многумина од нас, успесите, поради кои најмногу се гордееме, се токму оние што ги имаме постигнато, кога условите за тоа биле најтешки. Нашата болка често не прави посилни, поотпорни, поприземјени. Така, например, еден голем дел од преживеаните, заболени од рак, кажуваат дека се чувствуваат посилни и поблагородни по успешната битка против болеста. Исто така, многу од луѓето што минали известно време во борбени дејства, укажуваат на стекната општа ментална отпорност и стабилност, токму благодарение на оваа изложеност на опасности од воена природа. Дабровски оформил став дека стравот, анксиозноста и тагата не се секогаш непосакувани или непожелни состојби на умот. Тие во поголема мера се показатели на неопходната болка што со себе ја понесува психолошкиот развој. А да се одрекува оваа болка е да се одрекува нашиот собствен потенцијал. И исто како што мора да се претрпува физичка болка за да се оформи посилно коскено и мускулно ткиво, за поголема емоционална издржливост мора да се претрпува емоционална болка што со себе понесува стекнување посилно чувство во поглед на себе си, зголемено сочувство и еден општо земено посреќен живот. Нашите во перспектива најрадикални промени често се случуваат на самите завршници на нашите најлоши моменти. Согласни сме да ги разгледаме нашите вредности и да си го поставиме прашањето зошто се чини како тие да не изневеруваат само кога ќе почувствуваме голема болка. Потребна ни е некако вид екзистенцијална криза за да погледнеме објективно на тоа како сме извлекувале значење во нашиот живот, за да можеме потоа да почнеме да размислуваме за менување на курсот. Ова нешто може да се нарече допирање на дното или преживување екзистенцијална криза. Јас предпочитам да го именувам како издржување наспроти бурата од гомненици. А ти избери си го она што најмногу ти се допаѓа. Можеби пак се наоѓаш среде нешто вакво токму во овој миг,
Може би си завршил со најзначајниот предизвик во животот и сега си останат зачуден и вчудовитен зошто сето оно што претходно си го сметал за вистинско и нормално и добро, испаднало токму спротивното. И тоа е добро, зашто почетокот е таков. Ова што ќе го кажам следно е нешто што е извонредно значајно, а тоа е следново. Болката е дел од процесот. И многу е важно таа да се почувствува. Затоа што ако само постојано се наоѓаш во потрага по лесна опиеност и замајаност за да ја избегнуваш болката, ако продолжиш со впуштањето во модалитети на властеност и делузивно позитивно размислување, ако продолжиш прекумерно да се препушташ на користењето различни супстанции или на практикувањето различни активности, никогаш нема да дојдеш до нужната мотивација за постигнување на вистинска промена. Кога бев дете и кога моите родители ќе купеа нов видеорекордер или музички систем, јас ќе ги притискав сите можни копчиња и ќе ги вклучував и исклучував сите можни кабли и прекинувачи, само за да видам што и како сето тоа таму функционира. Со време научив како функционира целиот систем. И токму поради тоа што знаев како сето тоа работи, јас често бев единствениот дома што ги користеше овие нешта. Како што е тоа случај со голем број деца од така наречената генерација Y, моите родители продолжија да ме гледаат и поимаат како да сум некакво чудо. Тоа што можев да го програмирам видеорекордерот, без при тоа да го гледам упатството за употреба во нивните очи, беше нешто како второто раѓање на Тесла. Лесно е на генерацијата на моите родители да гледаме со подсмев и при тоа да им се кикотиме поради нивната технофобија. Но како се повеќе загазувам во возрастната доба, така се повеќе сваќам дека сите имаме известни области од животот каде што сме како моите родители со новиот видеорекордер, каде што само седиме, изјапаме и ги стресуваме главите и велиме ама како? Кога во суштината известното нешто е толку едноставно што само треба да се направи. Добивам електронска пошта од луѓе што прашуваат вакви и слични прашања цело време. И долги години јас навистина не знаев што да им одговорам. Меѓу нив имаше една девојка, чии што родители се имигранти и кои штеделе цел живот за само таа да може да се запише на медицински факултет. Па така, таа сега е на медицински факултет и го мрази тоа. Таа не сака да го мине животот како лекар, така што повеќе од се на светот сака да се откаже од факултетот. Поради тоа се чувствува заглавена, вклештена. И тоа до таа мера што се одлучува да му испрати електронска порака на човек што не го познава, а што го знае само од интернет. Тој човек сум инаку јас. И да праша такво кусо и будалесто прашање како што е како да се отпишам од медицински факултет. Или она со оној студентот кој е затрескан во професорката и кој поради тоа очајува, поради секој знак, поради секоја поголема или помала насмевка, кој се обидува секогаш кога може да поразговара со неа, барем и на кратко, пошто по електронска пошта ми испраќа порака која всушност е краток роман од 28 страници и која завршува со прашањето како да ја поканам да излеземе. Ми текнува и на случајот со самохраната мајка, чии што сега веќе возрастни деца, по завршувањето на училиштето, само се излежуваат на незиниот кауч и ја јадат незината храна и ги трошат незините пари, без воопшто да го почитуваат незиниот простор или желбата за приватност. Таа сака тие да продолжат понатаму со нивните животи. Сака да продолжи со незиниот собствен живот. Но преплашена е до смрт од тоа да не се случи на тој начин да ги оттргне децата од себе. Преплашена е дотаму што ми го поставува прашањето како да им кажам да се исалат. Сите овие прашања се исти како она што го напоменав претходно со видеорекордерот. Однадвор одговорот е едноставен. Само престани со зборување и стори го тоа. Но однатре, од стојалиштето на секој од нив, овие прашања изгледаат неверојатно сложени и нејасни.
представуваат вистински екзистенцијални загадки, обвиени во мистерија, испакувани во големи кутии полни со рубикови коцки. Ваквите и слични прашања се интересни, затоа што нивниот одговор се чини тежок за секој оној што го знае, а лесен за секој што не го знае. Овде проблемот е болката. Пополнувањето на соодветните документи за испишувањето од медицинскиот факултет е едно сосем директно и очигледно дејство. Но кршењето на срцето на родителите воопшто не е нешто такво. Да се покани професорката на состанок се чини мошно едноставно. Како само треба да се кажат соодветните зборови, но ризикувањето и изложеност на огромен срам и одбивањето се чини како нешто многу покомплицирано. Да се каже некому да се исели од твојата куќа е една сосем јасна одлука. Но чувството, како што е она да ги напуштиш сопствените деца, е нешто сосем различно. Во поголемиот дел од мојот адолесцентен период, како и во текот на раниот период, како веќе возрасен човек, водев значајна внатрешна борба со социјалната анксиозност. Поголемиот дел од времето, дења го минував оттргнувајќи си го вниманието од други нешта, со играње видеоигри, додека повеќето ноќи за надминување на немирот и неспокојството ги минував или пиејќи алкохол или пушејќи марихуана. Така, многу години по мислата на почнување разговор со личност што не ја познавам, особено ако станува збор за личност што е особено привлечна, интересна, популарна, паметна, ми се чинеше како нешто невозможно. Поради тоа, јас со години бев како во некоја маглина, постојано поставувајќи си низа глупави прашања самиот на себе. Како се прави тоа? Како се пристапува и се почнува разговор со некого? Како некој кој било воопшто може да го стори тоа? Во врска со ова имав секакви глупави зафркнати уверувања, например, дека не ти е дозволено да му се обратиш некому, освен ако немаш некаква практична причина за такво нешто, или пак дека ако само и кажам здраво на некоја жена, таа веднаш несомнено ќе ме смета за некаков гнасен силувач. Проблемот лежеше во тоа што во тој период моите емоции беа тие што ја дефинираа мојата стварност. Поради тоа што се чувствував како луѓето да не сакаат да зборуваат со мене, почнав и да верувам во тоа дека луѓето не сакаат да зборуваат со мене. И токму од тука почнува и да се раѓаат прашањата како она: како се пристапува и се почнува разговор со некого? Поради тоа што не успеав да го одделам она што го чувствувам од она што сум и она што е, не можев, што се вели, да излезам од себе си и да го видам светот онаков каков што е. Како едно едноставно место каде што две личности можат да пристапат една кон друга во кое било време и да почнат разговор меѓу себе. Многу луѓе, кога ќе почувствуваат некаква болка или лутина или тага, креваат раце од се и му се посветуваат на тоа да го затапат она што го чувствуваат. При тоа, целта им е да се вратат на тоа повторно да се чувствуваат добро, колку што е можно побрзо, дури и тоа да значи употреба на некакви супстанции или некаков друг вид замајување или враќање на претходните никакви вредности. Научи да ја издржиш болката што си ја избрал. Кога ќе избереш некоја нова вредност, ти всушност избираш некаков нов вид болка што сега навлегува во твојот живот. Уживај во неа, чувај ја, пречекај ја со отворени раце и потоа дејствувај и покрај нејзиното присуство. Нема да лажам. Ова на почетокот ќе ти изгледа неверојатно тешко, но можеш да почнеш со нешто едноставно. Ќе се чувствуваш како да не знаеш што да правиш со себе си. Но ова веќе го наспоменавме. Ти не знаеш ништо. Дури и кога мислиш дека знаеш, вистината е дека немаш ама баш никаков поим што на вистина правиш. Па кога нештата стојат така, што можеш да изгубиш? Животот се состои во тоа нешто да не знаеш, а потоа сепак нешто да сториш. И нештата стојат вака секогаш, во текот на целиот живот. Ова е нешто што никогаш не се менува. Дури и кога си среќен. Дури и кога прдиш самовилска прашина. Дури и кога ќе добиеш на лото
и кога ќе си купиш цела мала флота мотори за вода, дури и тогаш нема да знаеш што всушност правиш. И ова немој никогаш да го заборавиш. И немој да се плашиш поради тоа што тоа е така. Начелото направи нешто. Во 2008 година, по задржување на едно исто работно место цели 6 недели, се откажав од оваа работа и се насочив кон обидот сам да развијам бизнис на интернет. Тогаш немав апсолутно никаков поим што правам, но одлучив дека кога веќе ќе бидам без пари и несреќен, тогаш е подобро тоа да го сторам под условите што ќе си ги зададам самиот на себе. А вистината е и дека се што тогаш ми се чинеше на вистина важно, беше бркањето девојки. И така, наеднаш одлучив да почнам да пишувам блог за мојот тогашен луд и откачен љубовен живот. Тоа прво утро, кога се разбудив како самовработен, за мошно брзо време се најдов целиот обземен од ужас. Се видов себе си седнат со мојот пренослив компјутер во скут и по прв пат сватив дека сега сум целосно одговорен како за сите мои одлуки, така и за последиците од тие одлуки. Јас самиот бев одговорен за тоа што се насочив кон изучувањето на техниките и на методологијата за изработување интернет страници, на интернет маркетингот, на оптимизацијата на интернет пребарувачите и слични екзотични теми. Сето тоа сега беше само на мојот и на ничи тук грб. Па така, го сторив она што би го сторил и секој друг 24 годишник, кој само што дал отказ од работното место и кој нема поим што да прави самиот со себе. Спуштив неколку игри од интернет и почнав да избегнувам темата работа, како да е самиот вирус на ебола. Како неделите минува и како мојата сметка во банка почна да преминува од црната во црвената зона, така почна да ми станува се појасно дека морам да смислам некаква стратегија за да се натерам себе си да ги вложам потребните помеѓу 24 часа секој ден што се неопходни за почнувањето со нова работа на интернет. А поттикот за ова дојде од едно сосем неочекувано место. За време на средношколските денови, мојот професор по математика, господинот Пеквуд, имаше обичај да каже: ако заглавиш со некој проблем, немој само да седиш и да мислиш на него. Почни да работиш на негово разрешување. Дури и ако при тоа не знаеш што да правиш, тоа што едноставно работиш на него, со време ќе те доведе до тоа во главата само да ти се прикаже она што треба да го сториш. За време на овој мој почетен период како самовработен, кога секој ден ми беше борба, кога немав апсолутно никаков поим што да правам и кога бев преплашен од можните резултати или од нивниот недостиг, овој совет од господинот Пеквуд почна да ме прогонува од длабочините на мојот ум. Почнав да го слушам како своевидна мантра. Немој да само да седиш и да мислиш, направи нешто, одговорите ќе дојдат сами. Кога почнав да го слушам, да го следам и да действувам во согласно со советот на господин Пеквуд, научив една мощна и важна лекција за мотивацијата. Ми требаа околу 8 години за оваа лекција, што се вели да фати корен, но она што го открив по тие долги години, исцрпувачки месеци на бомбардирање со рекламни материјали за најразлични производи, смешни колумни со совети, неудобни ноќи минати на коучите кај другари и пријатели, укинувани и повторно активирани сметки во банка и стотици илјади напишани зборови, повеќето од нив и никогаш не прочитани, е можеби најважното нешто што го имам научено воопшто во животот, а гласи: действувањето не е само последица на мотивацијата, тоа е и нејзина причина. Повеќето од нас се впуштаат во действување само ако чувствуваат известно ниво на мотивираност, а се чувствуваме мотивирани само кога чувствуваме доволен наплив на емотивна инспирација. При тоа предпоставуваме дека овие чекори се појавуваат во некаков вид верижна реакција по некаков ред, како што е на пример овој: емотивна инспирација, мотивираност, посакувано действување. Ако сакаш да постигнеш нешто, но не се чувствуваш мотивиран или инспириран да го сториш тоа,
тогаш предпоставуваш дека едноставно не можеш да го направиш науменото во дадениот миг. И не можеш да сториш ништо во врска со тоа. Дури по известна значајна емотивна случка во животот би можел да собереш доволно количество мотивација за вистински да се помрднеш од место и да сториш нешто. Уна интересното што е поврзано со мотивацијата е тоа што овде не станува збор за верига сочинета од 3 дела, туку за еден бескрајно повторлив циклус. Инспирација, мотивација, действување. Инспирација, мотивација, действување и така натаму. Твоите действувања создаваат понатамошни емотивни реакции и инспирации и преминуваат на мотивирање на твоите идни действија. Имајќи го ова сознание на ум, ние всушност можеме да го преориентираме начинот на кој размислуваме на следниот начин. Действување, инспирација, мотивација. Ако ти недостига мотивацијата да направиш некаква вистинска промена во твојот живот, тогаш едноставно направи нешто што било, а потоа следи реакцијата на тоа што си го сторил како начин да почнеш да се мотивираш себе си. Јас ова го нарекувам начело направи нешто. Откако се водев според него во создавањето на модалитетот на мојата работа на интернет, почнав и да го споделувам со моите читатели, кои ми се обраќаа збунети со прашањето од типот како да се пријавам за работа или како да му кажам на типов дека сакам да му бидам девојка и слично. Првите неколку години работев сам и можеа да минат и цели недели без да направам ништо посебно. И тоа без никаква друга причина, освен што бев вознемирен и под стрес, поради она што знаев дека морам да го сторам. А при тоа беше премногу лесно да се остави се настрана. Но брзо научив дека кога се присилува в себе си да сторам нешто, дури и кога стануваше збор за некаква проста работа, тоа набрзо доведе до тоа поголемите и поважни задачи да ми изгледаат значително полесни. Ако требаше одново да дизајнирам цела интернет страница, ќе се присилев да седнам и ќе си речев: во ред, засега ќе го направам само насловот. Но откако ќе го завршев насловот, ќе се фатев себе си како преминувам да работам и на други делови од страницата. И пред воопшто да станам свесен за тоа, ќе бев целиот наелектризиран и внесен во работата. Писателот Тим Ферис се сеќава на една приказна што некогаш ја чул за некој романописец кој имал напишано повеќе од 17 романи. 70 романи, се извинувам. Некој го прашал романописецот како успева да пишува со толку постојан ритам и при тоа да остане инспириран и мотивиран. Неговиот одговор бил: 200 мочани зборови на ден и ништо друго. При тоа тој бил предводен од мислата дека ако во поголема мера се присилува да пишува по 200 мочани зборови секој ден, отколку да не го прави тоа, при тоа инспирација ќе му дава чинот на пишување и уште пред да стане свесен, ќе има напишано илјадници зборови. Ако го имаме на ум начелото направи нешто, неуспехот на вистина се чини неважен. Кога стандардот за успех ќе премине само во глумење, кога сите резултати се сметаат за напредок и за важни, и кога на инспирацијата повеќе се гледа како на награда, отколку како на предуслов, тогаш се придвижуваме напред. Тогаш се чувствуваме подготвени и за неуспех. И токму неуспехот е она што не движи напред. Начелото направи нешто, не само што ни помага во надминувањето на образецот, на одложување и одложување, туку е и процесот преку кој се стекнуваме со нови вредности. Ако се наоѓаш среде некаква екзистенцијална бура од гомненици и се ти се чини бесмислено, ако се што си сторил дотогаш, за да се процениш себе си, не испаднало како што треба и немаш поим што е следно, ако се освестиш во однос на тоа дека си се повредувал со тоа што си гонел празни соништа, или ако знаеш дека постои некое подобро скалило на вредности според кое би требало да ја проценуваш сопствената вредност, но не знаеш како да го сториш тоа, одговорот е еден и ист: направи нешто. А тоа нешто може да и најмалото можно дејство што води кон нешто друго. Тоа нешто може да биде што било. Си го препознал и си признал тоа
дека си се сметал за овластен кретен со сите досегашни врски и сакаш да почнеш да развиваш поголемо сочувство за другите. Направи нешто околу тоа. Почни со нешто едноставно. Постави си цел да ислушаш нечиј проблем и одвои еден дел од твоето време за да ја помогнеш на личноста која го има известниот проблем. Само направи го тоа еднаш. Или пак, вети си дека кога следниот пат ќе се вознемириш, ќе претпоставиш дека токму ти си коренот на твоите проблеми и никој друг. Само обиди се да го сториш тоа и види како ќе се чувствуваш. Ова чувство е се што е неопходно за што се вели лавината да тргне, за дејството што е потребно за инспирирање на мотивацијата за да продолжи понатаму. Ти самиот можеш да се станеш сопствен извор на инспирација. Ти самиот можеш да се станеш сопствен извор на инспирација. Ти самиот можеш да се станеш сопствен извор на мотивација. Дејствувањето е секогаш на дофат на раката. А ако испадне дека тоа да направиш нешто е твоето единствено мерило за успех, тогаш дури и неуспехот ќе биде нешто што ќе те потурне напред. Направете нешто. Јас завршив со читањето на 7-то поглавје и сега ќе направам нешто, ќе се одморам. Добра ноќ.